This conference will now be recorded. Добар ден на сите. Да се надевам дека ме слушате и ме гледате. Со оглед на фактот дека јавниот состанок е онлайн, мислам дека нема потреба да го одлагаме почетокот, бидејќи нема реални причини за подоцнешно приклучување на оние кои што се заинтересирани да го следат овој јавен состанок. Значи, најнапред сакам да ви посакам добар ден и ви благодарам за интересот за денешниот јавен состанок, кој што е прв за оваа година. На состанокот покрај реализираните активности на агенцијата за првиот квартал во 2022 година ќе бидат презентирани и наодите од истражувањето Родот во медиумите 2021, родовите прашања и начинот на представувањето на жените и мажите во спортската програма на националните тереstriјални телевизии. По завршување на презентациите ќе биде отворена дискусија во која ќе имате можност да поставувате прашања поврзани со денешните презентации и прашања кои што се од ваш интерес. Сега ќе се обидам да приклучам презентацијата за активностите на агенцијата. Само што, ако може да ми дозволите да бидам така. Изминатите 3 месеци агенцијата реализираше повеќе програмски административни надзори врз радиодифузерите во согласно со годишните планови за програмски административни надзори за 2022 година, а дел од нив се уште во тек. За обврските за употребата на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 18 часа програма на радио и исполнување на квотата за емитување изборно создадена инструментална, вокална или вокално-инструментална музика, правилата за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење на телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа, објава на импресум, информации кои што треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, редовни програмски административни надзори се извршени врз радиопрограмските канали на јавниот сервис Македонско радио 1, Македонско радио 2 и Македонско радио 3. При надзорите не се констатирани прекршувања. Редовни програмски административни надзори за почитување на повеќе законски обврски, правила при емитување аудиовизуални комерцијални комуникации, заштита на малолетна публика, користење на телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизија, дневно емитување најмалку 40% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуални дела, објава на импресум, информации кои што треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, извршен врз ТВ канали, телевиските канали на јавниот сервис, МРТ 1, 2, 3, 4 и 5. При надзорите не се констатирани прекршувања. Откако помина рокот за законско усогласување, агенцијата изврши повеќе контролни програмски административни надзори за различни законски обврски врз телевизија ДУЕ, телевизија ГУРА, телевизија Алфа, телевизија Сити, ГТВ и врз универзитетското радио Студент FM 92,9, со цел да се утврди дали постапиле порешенијата за преземање јавна опомена претходно упатени од агенцијата. Со надзорот е констатирано дека телевизија ГУРА и понатаму не ги обезбедила информациите што треба да им се направат достапни на корисниците. ТВ ДУЕ во делот на емитуваната програма не ги објави потребните податоци на соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис, додека ГТВ, телевизија, ТВ ГУРА и ТВ ДУЕ дневно не емитуваат минимум 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуални дела во периодот од 7 до 19 часот. Телевизија Алфа продолжила со непочитување на правилата за заштита на малолетните лица. Спроведени се и повеќе вонредни програмски надзори извршени по службена должност и по добиена представка за различни законски одредби. Вонреден програмски надзор по службена должност реализиран врз телевизискиот програмски сервис ТВ ДУЕ и ТВ Сити. Со надзорот врз ТВ ДУЕ беше констатирано прекршување на правилата за употреба на јазикот,
поради што му беше изречена мерка јавна опомена. Надзорот во телевизија Сити покажа прекршување на врската за емитување одреден процент изборно создадена програма во периодот меѓу 7 и 19 часот. Инаку во март телевизија Сити престана да емитува програма. Согласно врските од меморандумот за соработка потпишан помеѓу АВМУ и Агенцијата за храна и ветеринарство, во врска со емитување аудиовизуални комерцијални комуникации за додатоци во исхраната, во врска со конкретни известувања од Агенцијата за храна и ветеринарство за незаконско рекламирање, извршен е вонреден програмски надзор врз канал 5 и Сител. И кај двата медиуми констатирано емитување прикриени аудиовизуални комерцијални комуникации на производи од операторот со храна Натура Терапи, како и емитување телешопинг спотови за додатокот во исхраната кој е производ на операторот со храна Натура Терапи, во кој визуелно и тонски се појавува редовна презентерка на вестите на канал 5 телевизија. Вонреден програмски надзор реализиран по допис со барање за објавување од Народниот правобранител, подрачна единица канцеларија Кичево, беше извршен врз ТВ Телма во поглед на почитување на начелата за вршење на дејност. При надзорот врз изданието на емисијата Код од 6 февруари 2022 година беше констатирано непочитување на правото на презумпција на невиност. До медиумот беше упатено укажување за совкупната активност беше известен Народниот правобранител. По писмената иницијатива поднесена од граѓанска организација во врска со почитување на посебната забрана за поттикнување или ширење дискриминација, нетрпеливост или омрза врз основа на забранети дискриминаторски основи, вонреден програмски надзор извршен врз канал 5 при надзорот врз изданието на емисијата Само вистина, емитувана на 21 февруари 2021 година, не беше констатирано прекршување, а за наодот беа информирани и медиумот и подносителот на иницијативата. Уште еден вонреден програмски надзор беше реализиран по писмена иницијатива поднесена од граѓанска организација во врска со почитување на посебната забрана за поттикнување или ширење дискриминација, нетрпеливост или омрза врз основа на забранетите дискриминаторски основи, овој пат за изданието на емисијата Што не е јасно, емитувано на 23 февруари на телевизија Алфа. При надзорот не беше констатирано прекршување, а за наодот беа информирани и медиумот и подносителот на иницијативата. Извршен еден стручен надзор врз радио Импулс радио од село Сушица, Ново село, за да се утврди дали се исполнети техничките услови согласно дозволата за радиоемитување. Надзорот покажа дека се исполнети условите предвидени во правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување. Во однос на издавачите на печатени медиуми, спроведени се два редовни административни надзори над работењето на издавачите на печатени медиуми, за да се констатира дали исполнуваат врската од Законот за медиуми за објавување импресум. Првиот надзор беше спроведен врз 13 издавачи, беа офатени 13 печатени медиуми, а вториот беше спроведен врз 8 издавачи, со него беа офатени 10 медиуми. При надзорите беше констатирано дека врската во целост исполнета кај печатените медиуми. Во однос на надзорите врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи беа спроведени вкупно 16 надзори, од кои 14 редовни, 2 контролни. 11 редовни надзори се извршени да се констатира дали операторите ги имаат регистрирано во агенцијата сите програмски сервиси што ги реемитуваат, како и дали ги исполнуваат врските за употреба на јазикот во програмата што се реемитува. Останатите 3 редовни надзори беа спроведени да се утврди дали ги почитуваат се почитува врската за задолжително и бесплатно обезбедување програмски сервиси на јавниот радиодифузен сервис. При надзорите кај 3 оператори беше констатирано реемитување на нерегистрирани програмски сервиси, поради што им беше изречена мерка јавна опомена. Двата контролни надзори врз 5 нет и Македонски Телеком покажаа дека двата оператори постапиле во целост со упатеното решение за изречена мерка јавна опомена. Во првиот квартал од 2022 година, Советот на Агенцијата заради констатирани непочитувања на радиодифузерите на одредбите од Законот за аудиовизуални медиумски услуги и Законот за медиуми донесе 8 решенија за преземање мерка јавна опомена, од кои 5 за радиодифузери, 3 поради неисполнување на обврската за дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма, од која најмалку половина во периодот меѓу 7 и 19 часот, 2 заради необезбедување на информации кои што треба да се направат достапни на корисниците
еден за непочитување на правилата за заштита на малолетната публика, еден за непочитување на правилата за употреба на јазикот во програмата и еден поради необјавување на податоци за импресу. 3 решенија за јавно опоменување и за исклучување на реемитување на програмски сервиси бе изречени за 3 оператори поради реемитување програмски сервиси кои што не се регистрирани во агенцијата. На операторите им беше наложено веднаш по приемот на решението да го согласат своето работење со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. По истекот на рокот за законско усогласување, агенцијата ќе изврши контролен надзор со цел да се утврди дали медиумите и операторите постапиле по решенијата за кои биле јавно опоменати. Спроведена е една постапка за поравнување за прекршување на законот со операторот Total TV која заврши успешно. Во јануари до агенцијата беше доставено едно барање за доделување дозвола за дигитално терестријално емитување на телевизиски програмски сервис на државно ниво, поднесено од страна на телевизија 24 вести. Во врска со ова барање во тек е постапка за јавна набавка за избор на агенција што ќе изработи студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување на дозвола. Поради неисполнување на врската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата за радиоемитување, Советот на агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата на Радио Ла Коста. Во меѓувреме радиодифузерот го плати во целост годишниот надомест за дозволата, по што покренатата постапка за одземање на дозволата беше запрена. Поради престанок на важноста на дозволата за ТВ емитување по сила на закон, односно со писмена изјава од страна на ТВ Сити од Скопје, кој што извести агенцијата дека престанува со емитување на телевизиската програма, донесено е решение за бришање од регистарот на радиодифузери за оваа телевизија. Во просториите на агенцијата на 2 февруари се одржа билатерална средба со представници на албанскиот регулатор. Двете регулаторни тела разговараа за активностите поврзани со хармонизација на домашната регулатива за медиуми со европската, отворените прашања кои влијаат на тој процес и како тие да се надминат. Акцент беше ставен и на обврските кои произлегуваат од ревидираната директива за аудиовизуелни медиумски услови, активностите поврзани со мониторингот на изборното медиумско представување во двете земји и правилата за платено политичко рекламирање, родовата застапеност во медиумите и правилата за заштита на малолетна публика. Во текот на целиот квартал, представници на агенцијата учествуваа на повеќе состаноци и настани во организација на ЕПРА, поврзани со медиумската писменост и борба против дезинформациите, учество на работилница за регулација на платформите за споделување видеа во врска со прашањето за заштита на малолетни лица, както и на работилница за платформи за споделување видео и регулација, заштита и зајакнување на малолетниците, фокус на старосните ограничувања. Представници на агенцијата учествуваа и во повеќе онлайн активности на ЕРГА, учество на првиот состанок на подгрупата 3, справување со дезинформации за јакнување на демократијата во дигитална средина, работилница на Академијата на ЕРГА посветена на новата легислативна иницијатива на Европската комисија, Европскиот акт за слобода на медиумите, состанок на подгрупата 2 за комплетирање на регулативната рамка на ЕУ за медиумите, како и учество на адхок онлайн состанок на подгрупата 3. Представниците на агенцијата учествува и на низа други настани. Представник на агенцијата на 20 јануари присуствуваше на онлайн работилница мерки на плурализам на пазарот и концентрација на економските ресурси, организирано истражувачкиот конзорциум, Центар за медиумски плурализам и слобода на медиумите, Центар за информатичка технологија и интелектуална собственост од Левен, Институтот за информатичко право на Универзитетот во Амстердам, студии за медиум, иновации и технологии. Од 20 до 23 февруари представници на агенцијата учествуваа на мултилатералниот настан посветен на директивата ДД2 за аудиовизуелни медиумски услуги во организација на АМА, регулаторното тело за аудиовизуелни медиумски услуги на Република Албанија. На средбата на представниците на регулаторните тела за медиуми од Албанија, Косово, Црна Гора, Србија и Македонија разговараа за најефективно транспонирање на изменетата директива за аудиовизуелни медиумски услуги на Европската Унија, за престојните предизвици за подобрување на законската рамка. На 22 февруари представници на агенцијата учествуваа на првата онлайн средба и работилница може ли медиумската писменост да ја промовира одговорна употреба на видеоигрите и да спречи ризично однесување. Организирана од страна на Медитеранската платформа за регулаторни тела МНРА. Представник на агенцијата на 24 февруари учествуваше на вториот регионален управен одбор на заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа, Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција, фаза 2.
На состанокот беше направен пресек на досега реализираните активности во регионот, како и импактот од нив. На 17 март представници на агенцијата учествува на интерактивна работилница во организација на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, која се одржа во Скопје со цел да се придонесе за зајакнување на меѓуинституционалната соработка во областа на сајбер безбедност. Изминатите месеци беше одговорено на повеќе прашалници од подгрупата 3 на ЕРГА во врска со известување за кризата во Украина и преземените мерки за спречување на дезинформациите, политиките, мерките и иницијативите за медиумска писменост за справување со дезинформациите поврзани со COVID-19 и предлогот за регулатива на Европскиот парламент и на Советот за транспарентноста и таргетирање кај политичкото рекламирање за националните регулативи и пракси поврзани со ова прашање. Агенцијата одговори на прашалник што преку ЕРГА го достави регулаторното тело од Исланд, а се однесуваше на тоа дали е забележан зголемен број представки во врска со известувањето за прашањата за и против вакцинацијата, како и на прашалникот од финската организација КАВИ, испратен преку ЕПРА, за правилата на класификација на аудиовизуалните содржини и филмовите во контекст на заштита на малолетната публика. На 18 февруари агенцијата достави материјал за 18-тиот состанок на подкомитетот за инновација, информатичка општество и социјална политика помеѓу Европската унија и Северна Македонија, во кој што во онлайн формација се одржи во април. Агенцијата во март достави материјали од својот делокруг на работење за придонесот на Република Северна Македонија кон годишниот извештај на Европската комисија. Во материјалите агенцијата реферираше организацијските, техничките, финансиските и човечките ресурси за активностите поврзани со аудиовизуелните медиумски услуги на барање, како и за обврската за операторите да престанат да ги емитуваат руските канали. За потребите на агенцијата беше изработен извештај за гледаноста на телевизиските станици за слушаноста на радиостаниците за првиот квартал од годинава. Во текот на март беше финализиран извештајот за родот во медиумите, родовите прашања и начинот за представување на жените и мажите во спортската програма на националните тереstriјални телевизии, кој ќе биде презентиран на денешниот состанок. Донесена е една одлука со која што се одобри промена собственоста на регионалната телевизија Шутел. Издадени се вкупно 80 потврди за регистрација на програмски пакетот, како констатирано дека доставените пријави се комплетни и уредни. До имателите на права се доставени 2 известувања врз основа на извршен програмски надзор, каде агенцијата утврдила дека оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа бесправно реемитува програмски сервиси кои не се регистрирани во агенцијата. Донесено едно решение каде се смета дека не е доставена пријавата за регистрација на пакет на програмски сервиси поднесена од страна на операторот Комбо 2003 од Куманово. Во текот на првиот квартал до агенцијата пристигнаа поплаки од граѓани во врска со содржините кои се емитуваат на каналите од Пинг пакетот, по-конкретно за реалното шоу Задруга, имајќи во вид дека една од основните заложби на агенцијата е заштита на малолетната публика, а поради фактот дека учесниците на ова реално шоу често пати користат непристоен говор и недолично поведение, на операторите кои ги реемитуваат овие програмски содржини, сервиси им посочува неколку технички можности за тоа како да се обезбеди родителска контрола кога се реемитуваат овие содржини. Поради настаната состојба во Украина, а по доставената препорака од владата, агенцијата им достави на сите оператори укажување веднаш да ги исклучат каналите, каде се појавува како основач Руската Федерација или приватни лица, физички лица или правни лица со потекло од Руската Федерација. По ваквото укажување, дел од операторите постапија во целост и ги исклучија руските програмски сервиси, додека дел продолжија со реемитување. На 1 март 2022 година Советот на Европската унија донесе одлука и регулатива со која ги суспендираше дозволите на Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France и Sputnik и на операторите им забрани да реемитуваат или овозможат олеснат или на кој друг било начин придонесат за емитување на било која содржина на овие канали. По донесувањето на овие два документа на Советот на Европската унија, македонската влада донесе одлука за воведување на рестриктивни мерки со која започнувајќи 17 март на домашните оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи им се забранува да ги реемитуваат погоре наведените програмски сервиси. Почитувани учесници, почнувајќи од 2012 година, согласно обврските од Законот за еднакви можности на жените и мажите, Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги спроведува годишно истражување за родот во програмите на медиумите за која е надлежна да врши надзор.
Истражувањето содржи две анализи, едната за начинот на прикажување и представување на жените и мажите, а другата за третманот на родовите прашања во програмите. Во 2021 година одлучивме истражувањето се концентрира на анализата на родовиот аспект во известувањето во спортот. Имено како што е посочено и во нацрт Националната стратегија за родова еднаквост 2021-2026 година, родовиот аспект на спортот досега генерално беше запоставен и има недостиг од истражување и анализи за тоа каква е состојбата, иако има индикатори за значајна нееднаквост, односно дека спортот главно се гледа како машки домен и има широко застапен сексизам и родово базирано насилство врз жените во спортот. За потребите на агенцијата, оваа анализа изработи институтот РЕСИС. Во неја се дадени одговори за квантитативните и за квалитативните аспекти на известувањето во спортот. Квалитативниот аспект покажува преку колку радиодифузерите известуваат за спортовите во женска конкуренција, а колку за спортовите во машка конкуренција. Квалитативниот аспект па покажува на кој начин известуваат за спортистите, а на кој начин за спортистките. Сега дава можност на господин Игор Мицевски од институтот РЕСИС да ни ги презентира наодите од оваа анализа. Повелете, господин. Само да видам јас дали можам сега да се... Ето. Дали ме слушате? Океј, претпоставам да гледате ова што гледам јас на мојот екран. Добар ден, денешната презентација ќе ја почнам за ова истражување, ќе ја почнам со едно друго истражување кое што се однесува на општото ниво на ризик за медиумскиот плурализам и во овој контекст поврзано со ризикот за учеството на жените во медиумскиот домен воопшто. Тоа е овој индикатор што го гледате на екранот. Група експерти на РЕСИС ова го прават за веќе трета година за Центарот за медиумски плурализам и медиумска слобода и ова се наодите од 2020 година, иако оваа година ќе излезе нов извештај. Општите наоди овдека сугерираат дека приватните медиуми и јавниот сервис немаат сеопфатна политика за родова еднаквост. Само некои медиуми имаат обезбедено пропорционална репрезентација на новинарки во својата главна информативна програма. Присуство на жените во целокупниот медиумски систем има опаѓачки тренд, што е можен ефект на ковид кризата и затоа за 2021 година овој ризик од 61% што го гледате на екранот ќе се зголеми на 68%, резултатите се уште не се излезени. И само некои медиуми во своите содржини имаат обезбедена родова пропорционалност ослободена од стереотипи. Ова е општата слика во целиот домен на медиумскиот систем. Секако спортската програма е дел од овој мозаик и она што јас сега ќе го презентирам ќе се однесува конкретно на овој субдомен кој што секако придонесува кон општиот ризик за намаленото учество, односно ризикот за женското учество во севкупната програма, а во овој контекст се однесува тоа на спортската програма. Како е дефиниран истражувачкиот проблем за ова истражување? Прво, спортот може да биде разбран како медиатизиран интеракцијски ритуал кој може да символизира антагонизам и во таа смисла да хегемонизира различни констелации на моќ меѓу социјално конструирани категории, во овој случај мажественоста и женственоста. Студии укажуваат на севкупната машка доминација во спортската програма, иако последниве децении, глобално зборувам, голема свест за родовата рамноправност во овој субдомен на медиумска програма. И сега имаше потреба на сеопфатен начин да се утврди состојбата со македонската јавна сфера во контекст на спортската програма, како основа за градење на идни соодветни регулации. Затоа ова истражување решава неколку типови проблеми, односно се обидува тоа да го направи. Дали ќе успее да влијае врз решението зависи од тоа колку наодите ќе бидат преземени и ќе бидат операционализирани, така да се изразам.
решава, се обидува да реши еден истражувачки проблем, продукцијски проблем, регулаторен проблем и да реши некои предизвици, односно да укаже на некои предизвици кои што се однесуваат на спортските лиги и националните политики поврзани со спорт. Затоа што ова е екосистем кој што е поврзан, медиумите не се изолиран сегмент тука. Истражувачкиот проблем придонесува ова истражување различни општествени науки и истражувачки дисциплини како социологија на спорт, комуникологија, спортска психологија во Република Северна Македонија да инкорпорираат наоди од анализата на медиумска содржина во своите проучувања, сегмент кој што редовно така недостасува. Понатаму ова истражување кој им е ставено на располагање на медиумите и продукцијските куќи за тоа на кои елементи поврзани со родовите аспекти на спортската програма конкретно треба да внимаваат. На регулаторот му дава аргументи за унапредување на регулаторната политика поврзана со спортските програми на радиодифузерите, иако во АВМУ се правени основни истражувања и предходно на спортска програма. И конечно спортските лиги и националните политики поврзани со развој на спортот се исклучително важна алка во обезбедувањето родова рамноправност во овој медиумски домен и студијава им овозможува на лигите и на чинителите на национални политики да воочат на кои аспекти треба да се фокусираат за да овозможат посоодветен пристап кон женскиот спорт. Беше, како што беше истакнато, беше примената квантитативна и квалитативна стратегија. Истражувачките прашања кои што требаше да се решат во смисла се следниве: со колкава фреквенција, време трајање, во колку различни улоги во спортската програма на националните радиодифузери се појавуваат женски и машки учесници и кои типови спорт добиваат најголема фреквенција на покривање кај радиодифузерите и колку спортови се во машка, а колку во женска конкуренција. Со квалитативна стратегија се обидовме да одговориме како и низ кои стратегии се конструирани спортистите и спортистките во спортската програма, каков јазик користат медиумите кога ги представуваат спортистите и спортистките, кои теми се поврзани со родовите улоги, кои теми поврзани со родовите улоги извираат од спорт. Беа користени главно два методи, односно основно еден метод на собирање и анализа на податоците, тоа е анализата на содржина, но за разлика од претходни истражувања кои што ги правевме за АВМУ, во кои што беа применувани пристапи како тој на Крипен ја анализира содржината врз основа на извлекување на дата која што е контекстуализирана, па кодирана. Во овој случај беше користена дефиницијата на Берелсон, според која систематското собирање податоци се фокусира на избројливите аспекти на комуникацијската содржина и во некои аспекти беа користени дискурзивна и тематска анализа. Примерокот како беше конструиран во три фази. Прво беа селектирани телевизиските канали чии програми ќе бидат опфатени со анализата и видовите програми кои ќе бидат анализирани. Во втората фаза од севкупниот примерок направена второстепена селекција. Прво е избрана една седмица од емитувана спортска програма пред почетокот на летните олимписки игри од 4 до 10 мај 2021 и второ една седмица за време на летните олимписки игри 26 јули до 1 август. Идејата беше да се спореди како се менува програмата и учеството на машките и женските учесници во спортската програма под притисок на големо надпреварување во кој што има голем избор на спортови во женска конкуренција. И третата фаза од селектираната програма издвоени се парадигматични прилози кои се подложени на квалитативна анализа. Предмет на анализа беа јавниот сервис, МРТ-1 првиот програмски сервис, програмата на албански јазик, МРТ-3 спортскиот канал, како и петте приватни телевизии. Основни единици на анализа беа единица учесник во програмата и тип спорт. Во рамките на севкупниот примерок беа анализирани околу нешто над 23 часа спортска информативна програма на приватните телевизии и нешто околу 480 часови програма. Ова е комбинирано и информативна програма и преноси
на јавниот сервис на трите канали кои што беа анализирани. Очигледна е и очекувана доминацијата на спортскиот канал одека со нешто над 285 часови. Се разбира, ова е анализирана и програмата која што е репризирана на овие канали. И ова се наодите од поврзани со приватните телевизии за учеството на спортовите во машка и женска конкуренција во информативната спортска програма. Како што може да видите, тука ги гледате од лево наодите за примерокот 1, тоа е оној земен пред летните олимписки игри, примерокот 2 за време на летните олимписки игри и конечно сумирани податоци за примерок 1 и примерок 2 во кој што се дава се вкупната слика за тоа што е анализирано. Може да се видите како редовната спортска информативна програма, сметајќи индивидуалните и тимските спортови заедно, има доминација на спортовите во машка конкуренција, очигледна е таа доминација, нешто над 89% од програмата, од информативната програма на приватните телевизии се однесува на машки спортови во машка конкуренција, само 8 нешто над 8% во спортови во женска конкуренција и ова е во таа редовна програма во која што нема големо надпреварување. Тата пристрасност на редакциите кон спортовите во машка конкуренција сугерира дека тие немаат самосвесна родово сензитивна уредувачка политика. Инаку да нагласам дека тука ги презентирам податоците сумарно, а во анализата ќе можете да ги најдете за секоја телевизија посебно и многу повеќе детали од ова што јас имам време во моментот да го кажам. За време на примерокот земен за време на летните олимписки игри, на кој има значителна понуда на спортови во женска конкуренција, очигледно има зголемен притисок врз програмата на летните олимписки, спортската програма на летните олимписки игри, но реална промена овдека има кај покривањето на спортовите во женска конкуренција. Се гледа зголемување на 20 за 20% поени во споредба со примерокот 1, што во суштина е реално огромно зголемување и тука станува јасно дека спортската понуда за време на вториот примерок, за време на летните олимписки игри, извршила големо влијание врз тоа колку женските спортови се застапени во програмата, но тој притисок не е доволен за да направи целосна родова рамнотежа, како што се гледа, 20, ако биле со 8% застапени во вкупната слика во примерок 1 женските спортови, во вториот примерок се застапени со 28%, меѓутоа сепак сериозна е и голема е разликата меѓу застапеноста на спортовите во машка и женска конкуренција во информативната програма на приватните телевизии. И според тоа очигледна е пристрасноста кон спортовите во машка конкуренција и за време на големо надпреварување со сериозна понуда на спортови во женска конкуренција. Причините за ова може да бидат повеќе, се разбира, но за тоа може да се дискутира после презентацијата. Ако ги сегрегираме овие податоци според типови спорт, односно податоците на застапеноста на индивидуалните и тимските спортови соодветно на нивната машка или женска, доаѓаме до следниот заклучок. Во редовната спортска информативна програма кај индивидуалните спортови има значително поголемо учество на оние во машка конкуренција. Повторно, индивидуалните спортови доминираат. Утврдувањето се разбира на тоа колкава и каква била понудата во тој момент на индивидуални спортови е надвор од покривањето на ова истражување, го меревме само аутпутот на медиумска содржина. И еве каков е ефектот на летните олимписки игри кај индивидуалните спортови. Драматично го зголеми апсолутното време трајање. Гледате, ако кај машка конкуренција во првиот примерок има нешто околу 1 час и 44 минути, во вториот примерок ќе има 6 часа и 20 минути програма, што е зголемување на апсолутната бројка. Но нерамномерно е тоа зголемување меѓу женските и машките спортови. Женските спортови се повеќе поголема порција од зголемувањето добиле во вториот примерок, што значи дека летните олимписки игри таа понуда направиле некаков притисок, но повторно
повторно тој притисок на програмата воопшто не е доволен за да се направи рамнотежа меѓу застапеноста на машките и женските програмата. Повторно притисокот на летните олимписки игри во вкупната слика исто така не успева да направи родна рамнотежа во покривањето на индивидуалните спортови. Што е со тимските спортови? Уште еден мерен параметар. Гледате дека во првиот пример уште повеќе доминираат тимските спортови, целосно доминираат во програмата, нешто над 95% од вкупната информативна програма за спорт во приватни телевизии агрегира отпаѓа на тимски машки спортови. Понудата на летните олимписки игри во голема мера понуда на индивидуални спортови и овој наод исто така тоа го посочува. Има значително намалување само кај тимските спортови во машка конкуренција, меѓутоа што е ефект на типот на спортска понуда за време на летните олимписки игри. Овде кај имаме сериозно намалување, но во вкупната слика повторно има апсолутна доминација на машките спортови во програмата. И тоа е подкрепа на хипотезата дека поверојатно е во спортската програма тимските спортови да бидат асоцирани со мажи отколку со жени. По истражувањето исто така меревме и различни учесници во програмата на каков и колку практично квантитативно колку се појавуваат со визуелна и со вербална презентација во програмата, повторно истиот конзистентен наод што го добиваме насекаде. Машките спортисти, на пример, во првиот примерок се појавиле во онаму каде што се појавувале спортисти воопшто, 92% отпаѓале на мажи, а 85% од говорот вербална презентација отпаѓа исто така на мажи. Овој процент сега се намалува во рамките на вториот примерок, но тој не се намалува соодветно на намалувањето на застапеноста на спортовите во машка и женска конкуренција. Учеството на спортовите во машка конкуренција во првиот примерок беше 89%, што грубо земено одговара на присуството на мажи спортисти во програмата и во нивното визуелно и вербално представување. А учеството на спортовите во машка конкуренција во вториот примерок беше 66,92%, но за вербална презентација на машки спортисти редакциите во приватните телевизии издвоиле нешто над 80% од времето, во кое имало вербална презентација на спортисти или спортистки. Значи мажите спортисти е поверојатно да се појават со говор во програмата од жените. Кај спортските експерти, односно спортските работници кои што се појавуваат во информативната програма, разликата е уште подрастична отколку кај спортистите. Спортските експерти се речиси целосно отсутни од редовната програма. Ставови и анализи за спортските настани редакциите барале доминантно од машки спортски работници. Летните олимписки игри го зголемуваат учеството на спортски експертки во информативната програма. Тоа е многу далеко од обезбедување на родовна рамнотежа и еве каква е состојбата со учеството на новинари, односно новинарите на приватните телевизии е поверојатно да се појават само со говор, но не и со слика во информативната програма, и тоа важи и за двата примерока. Кај 2 од 5 приватни телевизии по програмата се појавуваат специјализирани спортски новинарки, но наодот за двата примерока заедно сугерира доминантно учество на вербална и визуелна презентација на мажите новинари во спортската програма. Ова се наодите за јавниот сервис, кој што се, мора да кажам, конзистентни на она што го кажав за приватните телевизии. Но тука има една битна разлика кај јавниот сервис, а тоа е дека тоа е всушност укажувањето за тоа колку битна алка од медиумскиот систем се јавните сервиси воопшто, а тоа е дека првиот програмски сервис има исклучително голем диверзитет на представени спортови како и жанровска разноликост.
Спортот во оваа програма зазема важно место, сепак, меѓутоа, за време на големи надпреварувања, ова може да носи ризик за останатите функции на МРТ, односно ризик за потиснување на останатиот тип на содржини во 24-часовната програма на јавниот сервис. Инаку, што се однесува до наудите за родовите прашања и учеството на мажите и жените, во редовната спортска информативна програма, сметајќи ги индивидуалните тимските спортови заедно, има доминација на спортови во машка конкуренција. Информативната спортска програма укажува на пристрасност на редакцијата кон спортовите во машка конкуренција. Ефектот на летните олимписки игри најмногу се гледа во порастот на покривање на спортови во мешана конкуренција и други спортски содржини, за сметка најмногу на спортовите во машка конкуренција, кои се опаднати за околу 20% поени. Зголемувањето на апсолутното времетрање на информациите за машките и женските спортови не е толку големо колку кај патните медиуми. Сепак овој притисок на летните олимписки игри и кај јавниот сервис не успева да воспостави рамнотежа, како што очигледно може да се види на екранот. Се разбира, овие податоци што сега ги презентирам се однесуваат само на информативната програма, но голем сегмент од спортската програма на првиот програмски сервис се преносите и во преносите има нешто поголема рамнотежа, меѓутоа како гледачи не можеме да ја гледаме целокупната програма, туку сегрегираме според тоа дали е информативна или се работи за преноси, затоа што оваа информативна функција пред се овдека можеме да ја видиме во информативната програма. Сепак ги ставам во заграда овие наоди за јавниот сервис заради тоа што во овој графикон не се презентирани наодите од присуството на машки и женски преносите. На вториот канал, односно програмата на албански јазик, исто така може да се каже дека има извесен диверзитет на представени спортови, но таа тој диверзитет не е толку изразен како кај првиот канал. Сепак и овдека спортот зазема сериозно значајно место на вториот канал, односно на програмата за албански јазик. И повторно во редовната спортска информативна програма, сметајќи ги индивидуалните тимските спортови заедно, има доминација на спортовите во машка конкуренција. И што се случува во вториот примерок, како што може да видите, кај канал нетипично, женските спортови имаат доста поголемо учество отколку машките спортови, и тоа е наод кој што беше, да речеме, контраинтуитивен, единствениот контраинтуитивен наод во ова истражување. Меѓутоа, ова се должи пред се на тоа што јазик емитуваше едно интервју на жена спортист, кој што потоа и кој што траеше долго, мислам 20 минути, и потоа беше тоа репризирано 2 пати во програмата, и оваа фреквенција тука што ја гледате на екранот е всушност ефект на таков еден случаен патник, да речем, во програмата. Наоди од јавниот сервис за спортскиот канал МРТ3, овдека овие наоди се однесуваат на преносите, спортските преноси, затоа што огромна порција од овој канал отпаѓа на спортските преноси, многу мал дел отпаѓа на информативни програми, и тоа се пред се магазини, и многу мал процент од програмата отпаѓа на магазините. Значајно големо место издвоено за спорт за време на големи спортски надпреварувања на МРТ1 и на МРТ2, носи извесен ризик и за уредништвото и концепцијското консолидирање на спортскиот канал. Спортскиот канал го нема истиот содржински и жанровски диверзитет што е видлив кај програмата на другите два анализирани канали, и за време и надвор од периодите во кои има големи надпреварувања на овој канал, недостасува дневно информативни, аналитички, спортски изданија, за чија концепција е потребен поголем уреднички и финансиски фокус на овој канал. Концепцијската недооформеност на третиот канал се одразува и врз родовото представување, за сметка на тоа што на МРТ1 имаше значаен број преноси во женска конкуренција.
Тие речиси целосно беа изоставени на овој канал за време на летните олимписки игри, како што може да се види овдека на слайдот. Конечно, истражувањето изнесе некои препораки, посебно за јавниот сервис, посебно за приватните телевизии, а тоа се дека спортските редакции на јавниот сервис се потребно да воспостават рамнотежа во застапеноста на различните типови спортови во различна полова конкуренција. Чинителите во јавниот сервис треба структурно и прецизно да ја дефинираат позицијата и улогата на спортскиот канал, а тој зафат треба на јавниот сервис да гледа како на единствен интегриран систем наспроти концепцијата во која јавниот сервис е мноштво на слабо поврзани медиумски единици. Македонската радиотелевизија треба да направи напори да го зголеми женското новинарско присуство во спортската програма, а оваа цел може да се однесува на напори да комуницира со универзитетите и школите за интересот кај студентките за овој тип новинарство. При идните нови вработувања да се воспостави критериум кој вклучува баланс на мажите и жените меѓу спортските новинари. Програмскиот совет и уредништвото на јавниот сервис да направи напор да обезбеди обуки за новинарите, особено новинарките се извинувам, особено во доменот на спроведување спортски преноси, во кој што домен целосно отсуствуваат жени новинарки. Уредничките тимови во спортските редакции на јавниот сервис треба да водат сметка за родовиот баланс во севкупната спортска програма и уредничките тимови во спортските редакции на јавниот сервис треба да водат сметка за родовиот баланс во присуството на експертки и во спортската програма. На оваа линија отприлика се и препораките за приватните телевизии, односно повеќе приватни телевизии треба да направат напори да го зголемат женското новинарско присуство во спортската програма, односно да ја намалат разликата во соодносот на мажи и жени, специализирани спортски новинари. Спортските редакции на 5 приватни национални терестријални телевизии треба да водат сметка за родовиот баланс во спортската програма и да пренесуваат повеќе настани кои се однесуваат на спортистки и спортови во женска конкуренција. Спортските редакции на 5 приватни телевизии треба да водат поголема сметка за родовиот баланс во присуството на спортски експертски во програмата. Ова наспроти очигледниот комерцијален притисок што го прави машкиот спорт врз приватните. Благодарам, господине Писевски, за деталната презентација на родот во медиумите 2021 година. Сега оставаме простор за учесниците да коментираат, постават прашања во врска со двете презентации или да постават прашања или дискутираат за прашања кои што се од нивен интерес. Повелете. Да го скршиме мразот. Ајде замолам Петреска ти малку да подискутираш, па може би ќе се пробуди интерес кај другите учесници. Повелете. Да, благодарам. Јас навистина се надевам, бидејќи гледам овде имиња меѓу присутните на луѓе кои што работеле на темава, се надевам дека им дадовме доволно тема за размислување и да ги поттикнеме да произнесат некои своји првични импресии, барем ако не ставови, нели, затоа што за ставови сепак треба време. Но во секој случај од сето она што како институција нели го собравме како информации, од тоа што беше досега објавувано, било како истражување, било како новинарски текстови на темата на родот во медиумите, во медиумското известување, како и од нашето учество во изработката на новата стратегија за родова еднаквост, свативме дека има алка која што недостига, а тоа е токму она што го нуди ова истражување. Значи, еден увид во тоа како всушност конкретно низ податоци се известува и за спортистките и за спортистите, и за спортовите во машки и за спортовите во женска конкуренција, затоа што
постоја нели впечатоците, но беа потребни бројки за да се потпрат тие впечатоци и за да се градат политики, како што, например, е потребно, да речеме, во рамките на спроведувањето на стратегијата за родова еднаквост, неопходно да имате конкретни бројки на кои што ќе се потпрете кога ќе ги планирате тие политики, нормално кога ќе буџетирате средства, зашто ни една политика не може да се спроведе без средства. Исто така од истражувања кои што беа претходно правени од текстови, доста често од спортските редакции коментарите беа дека да, навистина има помалку спортистки и спортови во женска конкуренција на програмите или во нели пишаните медиуми, без оглед дали се тие пишани на хартија или пишани онлайн. Значи без оглед каде се базирани, но дека е тоа така затоа што има помал интерес, помала понуда на квалитетен спорт во женска конкуренција и помал интерес кај публиката. Сакавме да го провериме тоа, сакавме да видиме колку и какво ќе биде влијанието на еден голем настан како што се летните олимписки игри, кој што врз начинот на известување и се покаже дека тој прави промена, но не води сепак до рамноправност. Сепак останува доминација на машките спортови, спортовите во машка конкуренција, особено нели во тимските. Она што исто така треба да се има предвид е дека кога ќе се соочите сега со овие податоци, треба да почне да се размислува и што е тоа што треба да се направи и на ниво на политики во државата, но и на ниво на уреднички одлуки во медиумите, за да се популаризира спортот во женска конкуренција, за да се информира дека постојат спортски клубови. Да, голем дел од нив можеби не постигнуваат такви резултати како што постигнуваат спортови во машка конкуренција, но верувам ќе се согласите со мене дека кога се планираат вестите или кога се планираат емисиите, може да се направи начин, да се најде начин како да се направат прилози во кои што многу повеќе ќе се информира за тоа што се прави всушност во женскиот спорт. На крајот на криштата, ако сакаме да ни се развива спортот во женска конкуренција, потребно е пред се луѓето да знаат дека тој постои, да знаат какви се состојбите во него, да знаат што е оно што е потребно да се направи за да се измени таа ситуација. Значи јас овака би го дала како некој вовет и навистина би поканила од присутните да се произнесат барем со нивните први впечатоци за ова наше истражување, кое во многу скоро време ќе биде интегрално објавено, во моментов технички нели се подготвува, а ние секако како секоја година ќе го отпечатиме и ќе го доставиме и до Собранието на државата и до Министерството за труд и социјална политика, нели како наша обврска и како наш придонес во градење на политики. А ако не се лажам, Ангела Рајчевска, повеќе Ангела. Само што сакав да се пријавам за збор, да споделам најпрво дека сум среќна што ова се случува, затоа што јас бев онаа лани која што ја начна на некој начин темава врз едно кусо новинарско истражување, каде што посочив на овој проблем и никој не ме свати сериозно. Но сепак некој ме сватил сериозно и тоа е токму агенцијата одговорна за истото и навистина се радувам затоа што еве со последнава информација што ја добивме дека ќе биде доставено до надлежните институции, сметам дека навистина ќе придвижи промени затоа што ситуацијата е навистина алармантна и заслужува да биде решена. Како жена во тој свет засегната и од спортот и од медиумите, сметам дека навистина заслужуваме и дека треба да ни се посвети внимание за да се променат работите. Ми се допаѓа истражувањето, начинот на кој што е направено, навистина е сеопфатно. Мојата тема беше нешто по куса, нешто по со изјави од колеги кои што и самите беа скептици дека не треба да го правам ова затоа што е тоа така и сите го знаат и е општо познато и ништо нема да променам. Меѓутоа се случи сосем спротивното, така што верувам и се радувам и сакам да движиме со овој прв извештај, па да има следен, па секој следен да е се подобар и подобар и работите навистина да започнат да се менуваат. Тоа е мојата прва импресија која што би сакала да ја споделам и сум благодарна истовремено за истото.
Повелете. Дали значи дека Зоран Фидановски сака да се јави? Да, повелете. Благодарам. И јас го слушав истражувањето, мислам, излагањето за истражувањето, ми се бендиса. Целокупно сакам да кажам како човек кој што сум голем љубител на спортот прво, а и својата новинарска кариера почнав како спортски новинар многу одамна, да не кажам. Прво, се согласувам со констатацијата што ќе ја споделиме одека повеќето, дека се уште, за жал, нели, можеме да кажеме дека во спортот доминира машката популација, значи мажите доминираат генерално во сите аспекти, иако се поголем продор има, нели, и во женскиот дел на спортот. Она што сакам да го кажам е дека кај сите вистински љубители на спортот, постигнатиот резултат е тој што ги вади сите спортисти на површини. Кога мислам спортисти, независно дали станува збор за жени или за мажи, збориме за постигнатиот резултат. Се сеќавате сите вие или повеќето од вас, кога пред околу 20 години кометал Ѓорче Петров ја освои европската шампионска титула во ракомет, неговите коментарките од тој клуб тогаш беа национални хероини, тука беа пречекани пред 30 илјади луѓе на плоштадот и се славеше максимално тој успех, исто како што малку претходно имаше успех и со женската ракометна репрезентација и така натаму и така натаму. Што сакам да кажам, во последниве години, барем во македонскиот спорт, резултатските остварувања кои што се вредни за забележување и во европски или по широки рамки, се претежно, условно речено, од машката страна остварени и од тие причини и кај нас веројатно се подоминантни, нели, следењата за случувањата во, условно речено, машкиот спорт. Нема дилеми, дека Олимписките игри се вистинско место каде што ќе може да се види на лице место и ден за ден, целодневно, кој колку се посветува внимание. Точно е дека се доминираат повеќе машките спортови, но пак е тоа поврзано со резултатот. Како да кажам, дека во машка, условно речено, ќе земеме за пример кралицата на спортовите, дека во машката атлетика може да и ден денеска се рушат светските рекорди во одредени дисциплини повеќе или помалку. Во женската атлетика, да речеме, се уште не се достигнати некои резултати што се постигнати пред 20 или 25 години. Тоа што сакам да го кажам е дека сето тоа придонесува да се посветува помалку фокус од јавноста за, условно речено, тој дел, затоа што нема некој резултат кој што ќе ги стави во прв план. Инаку дека има обиди или ќе се изразам малци по грубо шовинизам во тој дел за односот кон жените спортистки, ќе збориме во светски рамки, да речеме, кога збориме за тенисот, баш утринава читав информација, изјава од еден врвен тенисер, нема да го именувам, во првите 10 најдобри, кој што во таа вечна дебата зошто жените тенисерки помалку заработуваат на турнирите што се играат низ светот отколку мажите, одговори со контрапрашања зошто не играат 5 сета па да заработуваат исто. Од тие причини, пак ќе речем, се уште е присутна таа голема дебата и веројатно треба многу нешто да се променат и во светски рамки за да дојде фокусот еднаков, барем да биде меѓу жените и мажите во спортот. Ме радува што во спортското новинарство во Македонија во последниве години се повеќе има жени новинарки кои што следат и оваа проблематика и јас се надевам дека тие ќе бидат добар тригер за поголемо вклучување воопшто и на жените во спортот, во повеќето спортови, независно дали се индивидуални или екипни. Ќе резимирам со она што почнав. Сепак резултатот го прави тоа што е, дали ќе бидете во фокусот повеќе или помалку. Благодарам. Дали може да се надоврзам? Да, повелете. Токму во таа насока беше и мојата тема, каде што се обидов да побијам дека резултатот не е репер за тоа колку треба да бидеш представен во медиумот, затоа што медиумот нели треба да ги застапува сите подеднакво, да известува и за мажи прва лига фудбал и за жени прва лига фудбал. Сето тоа известувањето без разлика дали имаат успех или не, потоа придонесува тие да привлечат публика.
Имам чист пример за тоа што сум судија во прва фудбалска женска лига, судам на надпревари кои што се медиумски покриени и тие привлекуваат публика. Немаат некои значителни успеси во моментов, но секој нареден надпревар ЖФК Љуботон има повеќе публика, затоа што истиот го има пренос во живо, го гледаат луѓето, се интересираат, гледаат дека има женски фудбал и доаѓаат. Додека за останатите нема, така што сметам дека најпрво ние како новинари треба подеднакво да ги опфатиме сите, да им го дадеме медиумскиот простор кој што го заслужуваат, па потоа публиката сама да одлучи што и како ќе ѝ треба, но ние безрезервно да продолжиме барем основните работи да ги застапуваме подеднакво. Затоа што во спротивно ситуацијата е навистина лоша. Прва лига мажи е опфатена секаде во сите спортови кај нас, што се додека прва лига жени, доколку има простор, па нема, па не се нешто значителни, па не се играше, секакви изговори дава. Значи, не, без изговор, безусловно, застапување прво еднакво, па потоа ќе видиме како ќе се одвиваат работите и секој медиум ќе решава за својата уредувачка политика како и ќе подели во кој обем. Меѓутоа, основата прво мора да се запази според мене. Јас би сакала една-две реченици. Добро, немав намера да дискутирам, ама така ме поттикна оваа дискусија овде. Пронедов еден текст на УНЕСКО, документ во кој УНЕСКО се залага за родова рамноправност или родов баланс во спортските медиумски програми. И исто така имаат направено анализа што се случувало за време на Олимписките игри, а што надвор од тој период. Во многу други земји се покажува ова што Ангела сега го спомна, дека кога нема понуда, кога нема притисок од вакви големи настани, реално, значи во реалноста има многу повеќе женски спортови, значи процентот што тие го утврдиле 40% имало во реалноста спортови, а само 4% од тие спортови биле представени на програмите медиумски. Мислам, не е ова карактеристично само за нас, туку веројатно и во многу други земји постојат некакви, не знам како да речам, бариери кај луѓето кои се занимаваат со уредување на спортска програма. Веројатно, размислувам дека и кај нас, особено кај комерцијалните телевизии, таа разлика што јавниот сервис има поголем диверзитет, а тие помал, веројатно произлегува многу од општата ситуација во која се наоѓаат и од нивната предпоставка што би сакала публиката повеќе да гледа. Значи, сепак се ориентираат кон поголеми рейтинзи, кон повеќе реклами, значи пазарот го врши тој притисок исто така. Сега добро би било да можеме да имаме податоци за тоа што мислат уредниците во овие, спортските уредници во овие телевизии. Убаво би било да можеме да комбинираме, но тоа во некоја друга прилика веројатно. Само уште едно да ми оставам. Во однос на ова истражување кое што го спомена Снежана, го употреби во мојата нова тема што ја изработувам за сексизмот во спорт, односно во покриеноста во спортот медиумска, со што и тие 4% кои што се одвоени за жените, поголемиот дел се однесуваат на сексизам. Убавата мајка истрча, не знам, победи, освои прво место со такви наслови кои што прво не алудираат на спортистката како атлета, туку алудираат на спортистката како личност, немажена, мајка, бремена, разведена или не знам што. Значи, и со тој проблем дополнително се соочуваме и го имаме и кај нас. Сега баш ќе објавиме темата на која што работев изминатиот период, каде што спортистки во изјава ми кажуваат дека многу често прво акцент се става на нивниот приватен живот наместо на достигнувањата кои што ги имаат. Тоа. Јас би дополнила уште нешто. Истражувањето кое што ќе го испрезентираме, односно беше презентирано, а ќе го објавиме деновиве, почнува со теоретска рамка во која што меѓу другото се дадени и истражувања нели правени на различни места во светот кои што даваат показатели воопшто каква е состојбата, како се движела состојбата со
зголемувањето и на кој начин се зголемувало и дали се зголемувало известувањето за спортовите во женската конкуренција. А освен тоа има и еден квалитативен сегмент кој што сега Игор, поради тоа што го ограничивме на 20 на минути презентација, не го испрезентира. Тој кај секоја телевизија која што е анализирана има еден дел за тоа дали колку има сексистички говор, како се представени, на кој начин се обраќаат кон изборуваат за спортистките и за спортистите, новинарите и новинарките кога коментираат, и дали го погодивме така периодот на двата примерока или е така редовно. Немавме многу случаи на некаков отворен сексизам. Она што поретко, навистина ретко, ќе можете ќе го прочитате истражувањето па ќе видите. Она што да речеме најчесто може да се случи е употреба на дамите или на понежниот пол, која што нема ништо дамско и ништо понежно во спортот во женска конкуренција отколку во спортот во машка конкуренција. Спортисти и спортистки се спортисти и спортистки, ако играат фудбал и треба да истрчаат 90 минути по топката, треба тоа да го направат по истите правила. Но сепак велам, добро е што немаше многу настрана од ова, немаше многу така по специфични некакви реферирања на приватниот живот, да речеме. Ретко, поретко ги имаше. Јас сум дури на некој начин пријатно изненадана од тоа колку помалку ги имаше, колку се внимава, ама имаше неколку така интересни примери. Не знам, евентуално и Игор, ако има нешто да додаде на оваа тема. Да, ова што го зборува, прво да се надоврзам на ова Зоран што го зборува. Се е тоа во ред, меѓутоа токму затоа и заклучоците што ги дадовме и презентацијата што ја правев, цело време внимателно газеше по тоа колку медиумите се тие кон кои што целиот овој притисок треба да биде насочен. Јас верувам во тоа дека е потребен сеопфатен пристап, цел екосистем треба тука да се менува. Ангела, не е само она што медиумите го прават, но тој екосистем вклучува и промена на односот на лигите, како се конструиран, како се пакуваат на крајот на краиштата спортовите во машка и во женска конкуренција, затоа што тие за приватните телевизии се производ некаков, но кажувајќи го ова, мора да бидеме свесни дека медиумите го прават спортот. Она што ние денес го знаеме како спорт е нераскинливо поврзано со распределбата на слободното време на средната класа од 19 век. И медиумите го одразуваат тоа. Зошто спортовите денеска се толку популарни е медиумски ефект. Не се тие популарни сами од себе. Успесите на мажите на спортисти не дошле сами од себе, туку заради популаризацијата на спортот имате се повеќе и повеќе луѓе кои што се занимаваат со тоа и доменот станува покомпетитивен. И во таа насока, Ангела интуитивно тоа го кажа, меѓутоа апсолутно е точно дека медиумите треба да му посветат повеќе внимание на женскиот спорт, а она што се перципира како успех, ќе го видиме доправа, ќе го видиме подоцна, ќе го видиме меѓу другото и нисто ефект на медиум. И медиумите тука мора да си ја завршат таа клучна работа. Овој сооднос меѓу 40% понуда и 4% репрезентација во медиумите е недозволиво да се случува. Добро, кога го кажам сега тоа, да се надоврзам сега на оно што Емилија го кажува. Ние сме правеле во минатото и други истражувања кои што се фокусирале на правиме дискурзивна анализа на поголем примерок на содржина и од дискурсите кои што излегуваат од информирањето за спортот, од спортското коментаторство особено, кој што особено ранливо на овој тип на проблеми, наоѓаме многу етнонационализам, онаков тип на антагонизам кој што е етнонационалистички, во кој што се конструира некоја идеја за нацијата и незината супериорност, и на тој етос етнонационалистички имате многу родови елементи кои што се испреплетуваат, затоа што во тој националистички говор жената знае да биде
добрата плодна мајка, убавата дама и така натаму, значи да го символизира она мекото на нацијата, а во истата таа подложка мажите знаат да бидат супериорни физички и ментално и во секоја друга смисла на зборот, така што тоа е веќе друга тема за разговор, но зошто ова истражување не го фати целосно тој елемент, прво заради широчината што ја имаше, а второ заради тоа што колку е поблиско она за кое што се известува географски до нас, значи ако се анализите што претходно сме ги правиле се однесувале на европски првенства во ракомет во кои што настапувале македонски надпреварувачи и така натаму, па македонската фаланга навива во публиката и така натаму, и може да замислите колку е тоа плодно тло за играње со овие националистички наративи во кои што родовите прашања се многу важен елемент, но во овој случај тоа не беше така, затоа што имавме некоја редовна програма, која што ја фативме со примерокот, која што не успеа да ги фати овие детали, да речеме, меѓутоа кога би направиле поголем композитен примерок и така натаму, можеби би ги фатиле и овие елементи, но кога би се насочиле на конкретни надпреварувања географски поблиски до нас, тогаш ќе видиме колку сето ова што го зборуваме за конструирањето на женското ни стереотипна некоја визура е точно. Се уште е точно за македонското спортско новинарство. Ако дозволите се, уште неколку збора, не сакам да сватам дека сакам да реплицирам на дел од дискутантите, ја апсолутно давам поддршка на тоа дека треба да има поголема застапеност на жените во спортот од секаков аспект. Меѓутоа, мојата поента беше кажана преку практични примери дека тоа е длабоко општествен феномен и не само во нашето општество, него воопшто во светски рамки. Значи, тука стои проблемот. Инаку мала дигресија, што го кажа тоа Емилија, не е понежен пол, подобро стои според мене поубав пол. Инаку понежниот пол, ако треба да вложиш исти напор, откажување не значи дека треба си понежен во животот за тоа. Што сакам да кажам пак со практичен пример. Знаете како? Најскапата реклама во Соединетите Американски држави се продава за време на финалето на американскиот фудбал, машки спорт. Втората најскапа е во финалето на NBA кошарка, исто е машки спорт. Значи, тоа се милиарди долари евра се даваат за телевизиски права за англиската премиер лига. И така натаму во светот се согласуваме сите дека во спортот се уште доминираат мажите како општествен феномен, а дека жените се помалку застапени, дека треба сите да се вложат напори да тие бидат повеќе застапени. Меѓутоа, од аспект дека само треба да се префрли вината врз медиумите за тоа дека не се доволно застапени, нема да се согласам. Затоа што пак на крајот од денот ќе го речем тоа. Резултатот е тој што те isfrла во преден план. Затоа што самите медиуми и временски и како уредувачка политика немаат бесконечно многу време за прикажување на сите моменти од било кој спорт, било кој да учествува или да се надпреварува. Затоа што пак ќе речем, го спомнав едниот пример со комета од Јорче Петров, сега се сеќавам на еден друг понов пример, женскиот ракометен клуб на Вардар играше 2 пати финале за европска титула, исто беше многу во фокусот на вниманието на овдешната јавност. Исто публика на терени, во салата и воопшто пред медиумите. Македонската ракометна репрезентација беше на чекор до пласма на европско првенство женска, зборим, изгуби тесно ми се чини од Словенија, ако не се лажам, и тогаш и она беше во фокусот на вниманието во јавноста. И сега, знаете како, вие сте секоја чест што се судика нели во женска фудбалска лига, меѓутоа утре играме бараш надпревар со Португалија за пласма на светско првенство. Успехот од 90 минути условно речено тој настап на светско првенство придонесува или е причина или е повод цела јавност да зборува 3-4 дена после Палермо пред Порто цело време само да се зборува за тој настан, за фудбалската репрезентација. И тоа практично само по себе придонесува да доминира машкиот елемент во спортот и кај нас во медиумите воопшто. Знам, се согласувам и пак велам, давам целосна поддршка и сметам дека треба многу да се вложи за да има поголема застапеност, еднаква застапеност на жените во спортот, но сакам да кажам дека тоа е феномен не само за Македонија, воопшто во светски рамки, затоа што глобализацијата придонесува
младите да знаат повеќе НБА играчи колку кошаркари во Македонија или кошаркарки. И обратно, не само наши, него и секаде во светот. Од тие причини, веројатно, фокусот треба да биде што повеќе и што почесто да има присуство преку, можеби во неспортски моменти за спортистките, за да ги запознаеме и од другата страна како луѓе, како личности и можеби на тој начин да предизвикаат повеќе внимание кај публиката, односно во јавната сфера, во јавноста. Благодарам. Ако би можело да се надоврзам. Прво, убавината е релативна работа, кој му е поубав. А второ, во право си Зоран дека е еден обсежен проблем во прашање, да речеме при самата подготовка на стратегијата за родова еднакост 2021-2026 се покажа низа на тема спорт, особено родот и спортот, се покажа низа работи на кои што треба да се внимава и каде што треба да се сменат политиките. Една од работите е, например, она што било констатирано дека на локално ниво општините кога вложуваат средства во спортот, ги вложуваат сите или речиси сите средства во најуспешниот тим кој што постои, кој што најчесто е обично во машка конкуренција, не вложуваат ништо или премногу малку во развојот на спортовите во женска конкуренција. Тогаш како ние ќе добиеме еднакво добри или подобри спортистки и спортови во женска конкуренција ако воопшто во нив не вложуваме. Втората работа е дека во самите спортски капацитети во кои што се тренира е неопходно да се обезбедат соодветни услови за да може таму да тренираат жените. Услови кои што се во некои моменти премногу базични, а всушност се неопходни од типот на соодветни тоалети и од типот на соодветно осветлување, кога треба највечер доцна се заминуваат, за жал. Таква е ситуацијата. И третата работа, воопшто овде никој не вперува прст на вина кон никого. Ние ја констатираме ситуацијата, ја покажуваме таква каква што е во овој даден момент и кажуваме дека ако да се надоврзам да искористам Ангела во моментов, ако е релевантно да се извести не само за успешните, туку и за помалку успешните тимови во прва лига во спорт во машка конкуренција, тогаш е еднакво релевантно да се извести и за тимовите во женската прва лига на некој спорт или на сите спортови, затоа што така прво и основно ќе се информираме дека постојат лигите. Значи, јас прилично сум убедена дека ако ние излеземе надвор да направиме анкета, верувам дека голем дел од граѓаните нема ни да знаат дали ние во кои спортови имаме прва лига во женска конкуренција, како стојат работите, кои се тимовите. Значи имаме не само ние на глобално ниво има суштински проблем. Игор там многу добро го посочи и тоа е документирано, нели, со истражувања. Медиумите го создадоа спортот таков каков што е сега во машка конкуренција, а редно е сега да помогнат да биде создаден таков како што треба да биде и во женска конкуренција, односно да го одразат, значи зошто мора женскиот спорт да биде видлив во медиумите само тогаш кога има врвни успеси. Не заслужуваат ли спортистите да добијат и спортовите во женска конкуренција да добијат поддршка за да се развијат. Значи тоа е поентата на ова истражување. Не посочување на вина кон никого, апсолутно, туку отворање, се надевам, основа за размислување и за дебата за тоа што всушност треба да правиме за да ги поддржиме спортистките и женскиот спорт. Би сакала само една реченица да додадам. Улогата на спортското новинарство не може да биде само во известување за резултати спортски и за спортови такви какви што се во реалноста, треба да ги отвара и прашањата на развојот на спортот, па во тој контекст и овие теми. Зошто женскиот спорт не е доволно развиен, каде е развиен и така натаму. Не може да биде само реактивно тоа новинарство, односно да рефлектира она што се случува во реалноста, него треба да ги отвара и другите и овие прашања.
А тоа што уредувачката, мислам, многу битен заклучок е да, ово е многу поширок проблем, но кога зборуваме за медиумите, зборуваме за уредувачката политика. Факт е дека и претходното истражување и ова покажува дека не се води уредувачка политика свесна за овие аспекти, за овој вид различност, родовата различност, како и за многу други различности. Тоа сме го констатирали и во Игор спомна и во многу други истражувања. Значи, факт е дека се не може тука ништо да им се наметне, но барем да се отвори прашањето, да се дебатира. Може би тоа е и прашање на саморегулација. Факт е дека е запосавено ова прашање. Благодарам. Во ред, повели Дарко. Се вклучи во темава пред се затоа што се работи за родовите прашања, иако од спортот многу малку знам, никош многу не ме интересирал спортот, но можем да направиме една аналогија со ова што се случуваше во филмската дејност. Пред 10 години почна да се зборува за женски филм, присуство на жени режисерки и така натаму. Имаше дискусија, значи никој посебно не форсираше, освен во некои земји, како Шведска пред, не знам, 3-4 години почнаја со квоти. Мора да бидат толку и толку жени поддржани и така натаму. Но треба да се дискутира, значи вакви отворени дискусии треба да се отвараат за да се поттикнат или да не кажам да се мотивираат и женско присуство во спортот и женско присуство во медиумите во спортот, за да се отворат темите, бидејќи само со отворена дискусија почнува да се размислува на таа тема и да се придвижи. Она што се случи во Македонија, во филмската дејност, се случи многу спонтано, без никаква стратегија, без никакви вложувања, посебно да се направи некаков исчекор, едноставно се случи спонтано. Изминативе 10 години имаме се повеќе присуство на режисерки во македонскиот филм. Без посебна стратегија. Значи имавме пред 10 години прв пат се појави генерација на режисери на ФД, од кои што од 6 студенти 5 беа женски. Следна генерација од 6 4 беа женски. И не само тоа што се женски, него се покажа, еве, после неколку години, кога почна да прават филмови, се доби на квалитет. Во моментов, женските режисерки водат во нашиот филм, со награди, со успеси. Значи, треба едноставно се случи. Не може одеднаш ништо да се направи. Истото ова треба да се прави во медиумите и во спортот. Да се отвараат дискусии, да се дискутира. Само така ќе се мотивираат женската популација, млада, ќе се мотивира да влезе и во тој дел. Она што ние го правиме на нашиот филмски фестивал за млади джефони Македонија, се случува обратно. Ние секогаш имаме женско присуство над 70%. Имаме проблем машките да ги мотивираме да дојдат. Без некаква посебна стратегија. Значи, не доаѓа нова генерација каде што женските превземаат лидерска позиција. Само треба да се отвараат дискусии, да се мотивираат, да им се отварат нови врати. И во спортот, и во медиумите, како и во сите други области. Благодарам. Во ред, благодарам Дарко. Дали уште некој друг се јавува за дискусија или коментар? Да, јас би сакала на кратко Силвија Митевска од кабинетот на премиерот, извинете, јас без камера во оваа дискусија не во можност да ја вклучам. Само на кратко, најпрво честитки и до Игор, до Емилија и до вас како агенција, затоа што одамна ние знаевме каква е состојбата со родовото портретирање и медиумското покривање на резултатите од спортот во женска категорија, меѓутоа никогаш немавме некои документи или истражувања со вакви бројки и фрапантни податоци кои што ќе ни послужи во идното лобирање и креирање на мерки и активности како да ова да се надмина. Се согласувам и со претходните говорници дека ова е проблем кој што постои на глобално ниво. Борбата и заложбата за родова еднакост, вклучувајќи го и равномерната
рамномерното медиумско покривање на спортот е нешто што се води во глобални рамки, во светски рамки, во сите земји, ние не сме исклучок. Меѓутоа сметам нека како што напоминавте, како еден сеопфатен предизвик, треба сите заеднички да работиме да го надминеме. Ова истражување, овие податоци, мене лично ќе ми помогнат многу и во лобирањето, и во креирањето на политики и мерки кои што треба да го надминат овој проблем и треба да таргетираат успешни индикатори и промени и како треба да се известува за спортот во женска категорија. Само да се надоврзам кратко и да кажам дека според мене медиумите треба да бидат тие кои што се креатор на јавното мислење, дека не треба да се објавуваат вести само на основа на резултати и дека недостатокот на медиумското покривање на жените во спортот за нив е многу значајна и во однос на губење на финансиска поддршка. Еден од условите при ваучерскиот систем и критериуми кои што треба да го исполните за да имате поголема финансиска поддршка од државата е и самото барање, односно информација, дали вашите надпревари лиги се представени медиумски или не се. Значи, веќе во самиот старт ние ги сосекуваме женските клубови кои што сака да напредуваат и да го развиваат спортот, дека немаат исти стартни позиции како останатите машки клубови. Ова е само еден банален податок кој што ви кажува дека не е се така како што изгледа, дека тука сме само да ја афирмираме веста на основа на резултатот, меѓутоа тоа има далекосежни последици и во самата основа и во самиот развој на спортот во женска категорија. Да не должам многу, бидејќи мора да се вратам на друг состанок, сакам само да ви се заблагодарам за се ова за поканата пред се. Многу добра, одлична дискусија. Ние пред некој ден имавме дискусија на повисоко ниво, на политичко ниво, меѓутоа многу повеќе ви се допадна оваа дискусија што ја проследив сега во изминатиот половина час и да кажам дека како креатори на политика вакви истражувања и диагностицирање на проблемите кои што знаевме дека постојат во практика се повеќе од неопходни за да може да ги надминеме и да креираме таргетирани мерки кои што ќе треба да ги променат работите на подобро токму во овој поддомен. Благодарам. Во ред, благодарам на претходната дискутанка. Ние, како што и кажа Емилија Петреска, имаме обврска да го доставиме законско извештај до Министерството за труд и социјална политика и до Собранието, за да понатака врз основа на овие истражувања тие ги креираат политиките. Освен тоа, сега ќе се заложиме и односно ќе го испратиме овој извештај до кабинетот на председателот на владата. Се надевам дека ќе има ефект во креирањето на идните политики на владата, на Министерството и на Собранието во односно овие прашања. Снежана, вие сакате да се јавите и Ангела гледам се. Не, само бидејќи навистина најде гледам на ова, как се вели, позитивни печатоци, сакам да предложам да не остане само на оваа дебата. Ако е веќе толку интересно прашањето и за креаторите на политики, можеби е добро да се организира една поширока дебата каде што ќе дојдат различни поединци, дури уредници, значи да биде повод ова истражување, се отвори прашањето пошироко, да не биде само овде на јавната седница на регулаторното тело. Тоа ќе го предложев и јас, верувам дека ќе го испратите до медиумите, но доколку немавте во план, испратете го, затоа што ми е многу жал што нема спортски новинари на оваа дискусија кои што ги засега всушност оваа тема, чисто да видат, па можеби не знам, ќе се сетат дека можат да сторат нешто и да променат и да помогнат во овој проблем со кој што се соочуваме. Јас ќе се потрудам да го пренесам медиумски како дел од МИА за да стигне, нели, како што стига впрочем нашите вести до повеќето медиуми, но би било добро доколку и вие го проследите. Инаку за овој состанок беа упатени покани до спортските редакции на сите национални телевизии и на сите програмски сервиси кои што беа анализирани и немаме ниту еден присутен од нив, за жал. Ке се обидеме на поинаков начин да допреме до нив. Во ред, дали има уште некој да се јави за дискусија по ова прашање или за некои други прашања што се од интерес?
Тогаш ви благодарам и за учеството и за плодната дискусија што денеска се разви за ова многу значајно прашање. Ви благодарам уште еднаш за учеството и за вашиот придонес и ви посакам убав ден и се надевам дека состојбата од здравствен аспект се подобри, веќе конечно наредниот јавен состан на агенцијата ќе можеме да го организираме во живо, бидејќи на таков начин и дискусијата може да биде поплодна и да имаме поголем број на присутни. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме. Пријатно.